Председателот на Косово, Хашим Тачи, положи цвеќе на новиот споменик посветен на жртвите на Косовската војна за независност пред 17 години. Церемонијата се одржа денеска во Приштина на Интернационалниот ден на исчезнатите лица. Косовските власти велат дека 1650 луѓе се уште се водат за исчезнати од војната во 1998 и 99 против српските сили. Роднините на жртвите си направија свој споменик во Приштина уште во 2005 со фотографии на оние кои се водат за исчезнати. Amnesty International неделава ги повика властите од балканските земји да ја истражат судбината на околу 14.000 луѓе кои се уште се водат за исчезнати од војните на Балканот. Бомбаш самоубиец со автомобил извршил напад на амбасадата на Кина во Киргистан. Во експлозијата на автомобил бомбата загинал возачот, а повредени се тројца вработени во амбасадата кои биле киргистанци. Властите во Киргистан велат дека возачот сакал со автомобилот да влезе во амбасадата, пошто се разнел. Повредените се во болница. Председателот на Киргистан Алмазбек Атамбаев нареди на владата да ги подигне антитерористичките мерки на повисоко ниво и во главниот град Бишкек, но и низ целата земја. Кинеските власти бараат Киргистан целосно да го расчисти случајот. Политичар кој е во притвор положи свечена заклетва како градоначалник на најголемиот град во Пакистан, Карачи. Васим Ахтар, кој беше уапсен минатиот месец под обвиненија за тероризам, беше пуштен со строго обезбедување да присуствува на денешната церемонија за неговата инаугурација. Ахтар е член на моќното движење Мутахида Куами и ќе го води градот со повеќе од 20 милиони жители од неговата притворска келија додека го чека судењето. Ахтар е обвинет дека организирал медицинска нега за осомничени терористи и за поттикнување немири додека беше провинцијски министер во 2007. Ахтар, кој беше избран за градоначалник на 25 август, поднесе барање да се брани од слобода. Служби во Пакистан започнаа прскање на добиток против инсекти, за да се спречи ширењето на така наречениот вирус Конго. Во Пешевар се прска животни кои доправа треба да се заколат, а се прскаш и во други делови во земјата. Вирусот се пренесува преку крлежи, а може да биде и смртоносен. Многу животни се донесени за колење пред муслиманскиот празник кој се прославува во средината на септември.